најавили дека ќе зборуваме, а тоа е универзалниот дизајн за учење или Universal Design of Learning или УДУ е нашата македонска скратеница. Јас не би сакала да ова го доживувате како, не знам, воведување на нешто ново или пак чисто би сакала да го доживеете како препорака од она што ние тука го употребуваме, од она што го знаеме како добра практика и од партнерството на проектот, а тоа е употребата на универзалниот дизајн за учење. Тоа е рамка развиена од Center for Applied Special Technology од Америка. Тука е нивната веб страна. Ова што можете да го најдете и она што можете да го видите во универзалниот дизајн за учење, во оваа рамка, истата се заснова на научни истражувања и образовни практики засновани на докази. Ги фокусира бариерите за учење во дизајнот на околината, а не во ученикот, што нас ни од исклучително значење и што е еден од постулатите на инклузивното образование, секако со користење на моќта на дигиталната технологија. Тој што не се запознал со оваа рамка, слободно топло ви препорачувам да ја истражите на пребарувачите. Има и видеа на YouTube, има и насоки, препораки за користење на овој универзален дизајн на учење, а истиот би сакала малку сликовито да ви го представам. Еве конкретно тука гледате на сликата ракија и шопска салата и селско тавче, односно она што нашата традиција како македонци ни налага да го започнеме ручекот или еден свечен ручек, еве фамилиарен или некој повод со ракија и шопска салата. Во шопската салата имате патлиџен, краставица, сирење, се измешано, зејтин, оцет и така натаму. И исто така за главно јадење припремаме селско тавче во кое што има 3 видови на месо, има печурки, има кромит, има лук и така натаму и некако добри домакини ги покануваме гостите, меѓутоа дел од гостите кои што се планирани на нашиот ручек не ги познаваме добро и сакаме да ги угостиме и така спремаме нешто што е соодветно традиционално, богато и така натаму со цел да се покажеме како добри домакини, со оглед на фактот дека нас ни е многу битно да бидеме добри домакини, таков ни е менталитетот. Меѓутоа, дел од гостите имаат некои своји специфики. Едниот не јаде патлиџан, другата е интолерантна на лактоза, третиот е на безглутенска исхрана, четвртиот е вегетаријанец, а петиот не јаде свинско месо. А вие сте спремиле. Тоа што во моментот може да понудите, односно за оние гости кои што не ги познавате доволно, е шопската салата, се сте вложиле во шопската салата и во селското месо, со оглед на фактот дека сте го спремале, нормално сте почнали од претходниот ден и цело време енергија сте го фокусирале во овие 2 оброци, кој многу тешко дека некој од овие гости ќе може да ги проба и ќе биде, ќе постигне вашата цел, односно да биде задоволен од ручекот. Цело време ваше енергија, пари и така натаму пропаднале бидејќи не сте се проценили, односно не сте испланирале добро или не сте ги познавале доволно вашите гости. Што е она што би можеле да направите следниот пат кога имате гости кои не ги познавате, е сите овие намирници кои што сте ги ставиле да ги сервирате одделно, па секој да може да излезе среќен, задоволен и секако со полн стомак да излезе од вашата. Она што ми е битно и она што ми е цел да го кажам е дека универзалниот дизајн на учење го предпоставува токму тоа. Ова се трите клучни принципи на ангажманот, на универзалниот дизајн на учење: ангажман, презентација, действување и изразување. Односно, мораме да имаме во предвид дека секое дете на различен начин може да се мотивира и да се ангажира.
Секое научено знаење или вештина може на различен секое дете, јас се извинувам, секое дете презентира, односно го искажува на различен начин она што го знае и секое дете действува и се изразува на различен начин. Зошто е тоа битно? Тоа е битно бидејќи ако не понудиме различни начини на изразување на децата со попреченост, да ни кажат тоа што го знаат, ние ќе мислиме дека не знаат. Ако не најдеме различни начини да ги ангажираме и мотивираме, односно, сите сме свесни дека децата на новото време веќе не ги мотивира пенкало и хартија. Дигиталната алатка, односно дигиталната технологија ги заменува полека пинкалото и хартијата и секако дава мотивација и тоа ние како едукатори треба да го искористиме за да ја постигнеме нашата цел. Тоа ќе може да го видите и на ова кратко видео, значи ова е користење на говорна табла кај ученик кој што не е вербален, односно нема развиен вербален говор, а понудено му е говорна табла за да може да посочи и да одговори на прашањата на едукаторот. Сега ме извести колешката дека не се слуша, меѓутоа како и да е и добивте никаква слика како тоа изгледа. Јас ќе се потрудам да го слушнете. Меѓутоа, мислам дека тоа е тоа. Како и да е, ќе го можеме да го споделиме во секое време, ќе го имате и на веб страната на проектот. Јас гледам дека ни останува многу малку време, меѓутоа ќе пробам да сум прецизна и концизна во излагањето. Кога зборуваме за успешно планирање и за реализирање на инклузивно и праведно, односно поинклузивно и поправедно образование, мораме да размислуваме дека соработката меѓу наставниците, родителите и стручните соработници е од исклучително значење. А јас би ставила фокус на комуникацијата со семејството. Знаеме дека секогаш имаме предизвици во комуникацијата со семејството на децата, учениците со попреченост како стручни лица и сметам дека мораме да воспоставиме партнерство наспроти исклучиво известување за тоа како прошол денот, што се случило и така натаму, заедничко креирање на наставни програми, односно вистинско вклучување на родителот при изработка на ИОП или модифицирана програма, како и воспоставување на доверба и постојан контакт и секако јасно дефинирани очекувања од двете страни, со оглед на фактот дека кога имаме нејасно дефинирани очекувања, имаме и потешкоти во реализацијата на квалитетно образование. Ова се стратегии во училницата и секако поддржувачка училишна клима кои што се исклучително битни за успешно, инклузивно и секако обезбедување на праведно образование. Тоа се групна работа со ученици со различни способности, социјални приказни, визуелна поддршка,
за воспоставување рутини, некои дополнителни прашања, доколку сакате нешто повеќе да дознаете. Би се вратила на стратегиите во училница. Вие сте сите, предпоставувам, на некој начин вклучени во образованието, дали како родители, дали како стручни соработници, дали како наставници, така натаму, дали како образовни асистенти. Па голем дел од овие стратегии ги употребувате. Меѓутоа, сега би сакала да се задржам на структуралната поддршка и секако употребата на социјални приказни, визуелната поддршка за воспоставување на рутини и користење на дигиталната технологија, се со цел да имаме по-добра мотивација за учење кај учениците. Како што кажав и претходно, сите сме свесни дека веќе мотивацијата не доаѓа сама од себе, тоа се едни одминати генерации во кои што се сврстувам и сама себе, кога никогаш не баравме надворешна мотивација, секогаш бевме доволно мотивирани со нашиот успех, меѓутоа овие генерации што доаѓаат на ученици, ќе се сложите со мене дека потребна им е секогаш надворешна мотивација и најчесто може да биде ефикасна и ефективна, посебно кога доаѓа од некој технолошки уред или од некоја дигитална алатка. И сметам дека сите како вклучени во образованието на учениците општо и на учениците секако со посебни образовни потреби мора да го имаме тоа на ум, дека неизбежно е користење на технологијата во процесот на образование, се со цел да имаме мотивирани ученици. Бидејќи ако немаме мотивирани ученици, колку и добро да биде планирањето, сите методи и техники на светот да ги употребиме кои што се ефикасни, ќе нема да имаме квалитетно образование, односно ќе немаме мотивиран ученик кој што ќе сака да учи. Поддржувачката училишна клима сметам дека на сите ни е јасно дека можеби е најтешко достижна, бидејќи не може да се, повторно ќе кажам, да се надомести со финансии, значи не може да се купи, ја нема готова, нема спецификација да се објави јавна набавка или да одиме во некоја продавница и да ја нарачаме, како што можеме да ги нарачаме дидактичките средства, технолошките уреди, не знам, рампата, не знам, лифтот во училиште и така натаму и така натаму. Културата на прифаќањето е во секој од нас, на неја треба активно да работиме, да не ја чекаме само евалуацијата да ни каже дали имаме позитивна клима или немаме позитивна клима во училиштата за одредени процеси. Комуникацијата со родителот треба да биде отворена, тука секогаш има предизвици, сите сме свесни, не секогаш може да се каже отворено се, нема ни потреба да се кажува секогаш отворено се, меѓутоа мораме да бидеме суптилни, мораме да бидеме искрени и некогаш отворената комуникација и навремената комуникација, ќе кажам, е од исклучително значење за преземање на мерки кои што се битни за обезбедување на соодветна поддршка на учениците со попреченост. Тимска работа исто така, овде можеме и текако да работиме, може би е помал предизвик од колку работење општо на климата, бидејќи е дел еден, да речем, прва фаза која што треба да ја успешно ја завршиме за да понатаму можеме да работиме на целокупната клима. И секако навремено алармирање кога ќе се појави дискриминација или исклучување. Сведоци сме дека Комисијата за заштита и спречување на дискриминација и текако секојдневно добива предмети од типот на дискриминација или исклучување, така да училиштата се тие кои што први, доколку ја забележат, треба да интервенираат, да известат и секако да направат некаков план како истата би се намалила и да се промовираат вредностите на уважување, емпатија и солидарност. Јас сум свесна дека училиштата многу работат на овој сегмент
Меѓутоа, работата на овој сегмент никогаш не е доволна, затоа што секогаш знаеме дека имаме една критична маса на вработени или ученици кои што бара посебни интервенции во поглед на развој на емпатијата, во поглед како чувство, во поглед на поттикнување на солидарноста, значи не доаѓа природно и едното и другото и третото, и многу од тие вредности не доаѓаат за жал природно, така што на училиштето е обврската да интензивно работи на истите. Она за што би сакала да ви прикажам денес и можеби и после во текот на дискусијата е да поразговараме, тоа е структурирана поддршка. Англискиот термин, доколку сакате да побарате повеќе литература, е scaffolding. Што значи scaffolding? Значи нешто што го работиме, да не се разбереме погрешно, значи овие не се некои нови методи, само се поинаку и поедноставно систематизирани. И лесно се гледа значи, резултатот од нивната примена. Тоа е поентата. Ние структурирана поддршка секогаш сме давале во нашите образовни институции. На овој или на оној начин. Дали е тоа за ученици со попреченост или за ученици без попреченост или во некој одредено време имале некаква потреба, поддршката секогаш наоѓаме начин да ја структурираме. Тоа е педагошка техника во која наставникот му дава на ученикот структурирана привремена поддршка за да може да совлада ново знаење или вештина. Кога ученикот ќе стане посамостоен, поддршката постепено се намалува, исто како што се отстранува скелето од зграда кога ќе се заврши градбата, значи етапно. Целта е ученикот да може да успее сам, но со постепено водство. Зошто ја потенцирам точно оваа стратегија? Затоа што сметам дека од исклучително значење да како наставници, како родители, како специјални едукатори, образовни асистенти и така натаму, да процениме кога треба да се повлечеме и кога треба да ја намалиме поддршката што ја даваме на учениците, секако сето тоа да биде структурирано и однапред планирано. Зошто? Затоа што некогаш учениците ги подценуваме од страв да не пропуштиме, односно од страв да не намалиме поддршката и да не направиме грешка, а ученикот е веќе зрел некои функции да ги извршува сам, некои знаења, некои вештини. Меѓутоа, од структурирана поддршка преминуваме само на водство и на водење. Како долгогодишен практичар, специјален едукатор и рехабилитатор, сметам дека добро испланирана структурирана поддршка секогаш ќе има резултат. Сега знам што ќе кажете. Наставниците во редовните училишта имаат големи паралелки, наставниците не можат да се посветат индивидуално на сега за секоја дете да планираат, дека наставниците немаат доволно обуки, сите сме свесни, и јас сум свесна и вие сте свесни, меѓутоа и сите сме свесни дека учениците со посебни образовни потреби се тука, ги има, присутни се во секоја училница, во секоја паралелка. Ако не е при упис, може дете да се префрли во текот на годината, што значи ние мораме да планираме и за тие ученици. Во моментот ги имате образовните асистенти како поддршка, ние како ресурсен центар секако ги водиме и сметам дека планирањето и како е олеснето онаму каде што има образовен асистент, значи имаме човек плюс кој што може заеднички не само да планира, туку и да заеднички имплементира заедно со вас како наставници. Така што вложеното време во планирање на квалитетна поддршка во една инклузивна училница дава резултати и води и превенира многу стресни ситуации во едни. Ова се предлози за подобрување на инклузивната практика, создавање на предвидливи структури. Многу често учениците кои што се на аутистичниот спектар, знаете дека голем дел од нив се робуваат на рутините и истите тие треба да ги следиме и да направиме една структура се со цел да избегнеме понатаму анксиозни
испади, да предизвикувачко однесување и така натаму. Користење на визуелниот распоред е исто така од огромно значење за обезбедување на конзистентна транзиција. Што значи конзистентна транзиција? Конзистентна транзиција значи дека ученикот секогаш знае што го очекува. Следно, например, дека после часот по македонски доаѓа часот по математика, дека после часот по математика доаѓа големиот одмор, односно доаѓа ужинка и после големиот одмор доаѓа часот по физичко, што е транзиција, зборувам за оделенска настава во друга просторија, каде што треба можеби да помине средина која што за него е сензорно предизвикувачка, односно гласна средина и така натаму, така што визуелниот распоред им помага на учениците со аутизам, ви помага и вас во училницата како наставници и дома на родителите, нели, со цел детето да се чувствува сигурно и безбедно при транзитирање од една на друга активност, од една во друга просторија и така натаму и така натаму. Користете флексибилно групирање и поддршка од врсниците, вие тоа успешно сите претпоставам го правите. Ние како систем и како земја и како менталитет често ја користиме врсничката поддршка, секогаш покрај детето со попреченост има ученик кој што е емпатичен, кој што сака да помогне. Во училниците кај што има развиена инклузивна клима, тоа е голем број на ученици, нели, понатаму. Така што сметам дека ова и како не треба препорака да биде не знам каква препорака, чисто да на новите генерации што доаѓаат можеби и им треба некакво дополнително, нели, дополнителни насоки околу врсничката поддршка, меѓутоа сметам дека тоа одлично го правиме сега. Сега, во однос на универзалниот дизајн на учење, што претходно го спомнав, јас не би сакала да се содржувам, имам многу што да се зборува, со сати, ако сакате, за универзалниот дизајн на учење. Предвидува обезбедување на информации во повеќе формати, односно текст, визуелни елементи, аудио, гестовни и реални објекти или мултисензорно учење, како сакате кажете го, се со цел да му дадете шанса на ученикот да покаже што знае. Значи, не можеме да дадеме еден модалитет на презентирање на наученото кај учениците со попреченост или не можеме да дадеме еден модалитет за да ученикот стекне, значи, никаква вештина или знаење. Поддржете ги различните ученици, секако промовирајте начин на размислување за раст, односно пофалите го трудот и стратегијата наместо традиционалното бидете умни. Или ако бидете умни, ќе добиете и тоа и тоа. Зборот умен за голем дел учениците со попреченост, зборувам за децата кои што се невербални, децата кои што се нискофункционални, децата со интелектуална, умерена интелектуална попреченост можеби, не значи ништо абстрактен, така да ќе ни треба нешто конкретно, односно дали ќе тоа биде систем на награди, некакви токени и многу е битно да создадеме култура во училницата каде што грешките се дел од учењето, односно учиме по пат на обиди и грешки. Често се случува учениците со попреченост да направат многу повеќе грешки од останатите секако пред да усвојат некаква знаење или пред да усвојат некаква вештина, и тоа сето треба да биде, нели, прифатено од околината, се со цел да стигнеме до конкретен успех. Дајте им на учениците глас и избор, нека изберат како ќе го демонстрираат учењето. Ова е исто еден од принципите на универзалниот дизајн на учење. Зборување, пишување, творење, сите сме свесни дека не можеме да го оцениме знаењето на учениците само преку демонстрација која што ќе биде униформна за сите, посебно за учениците со попреченост. Мора да дадеме различни начини на изразување на учењето, се со цел да ги мотивираме за понатаму, бидејќи многу лесно се демотивираат сите ученици, посебно во помала возраст, мада и повозрастните мене, ако ме прашате, и поголемите ученици имаат проблем со мотивацијата, така што мораме да внимаваме и да им дадеме генерално повеќе начини да можат да се изразат. Кои се клучни пораки од овој вебинар? Инклузивното образование обезбедува еднакви шанси за учество на секое дете. Праведноста значи, откако ќе го
вклучиме откако детето ќе учествува, да ја добие соодветната поддршка што му е потребна, која треба да биде навремено планирана, индивидуализирана. Значи, поддршката не може да се дава ад хок, не може да биде импровизација, истата треба да биде во соодветно планирана, индивидуализирана, како што спомнав претходно, и секако навремена. Дигиталните алатки ја зголемуваат пристапноста и овозможуваат учење прилагодено на различни потреби. Топло препорачувам, ние ги користиме постојано во работата со учениците со попреченост. Структуираната постепена поддршка му овозможува на секое дете да стане посамостојно, а тоа е и целта. Кога во определен период на детето ќе му се даде соодветна поддршка, не само од образовен асистент, од специјален едукатор, туку и добро испланиран воспитно-образовен процес, добро испланирани воннаставни активности каде што може детето да се вклучи и целокупна поддршка, целта ни е сепак на крај да добиеме што посамостојни ученици кои што утре ќе бидат равноправни членови во општеството заедно со останатите. Наставниците ја создаваат инклузивната училница преку флексибилни методи и позитивни ставови, а одговорноста е на сите засегнати страни. Значи, не може исклучиво одговорноста да е на наставникот. Одговорноста ја делат сите засегнати страни. Кои се тие засегнати страни? Ја дели родителот, ја дели стручниот соработник, ја делат сите лица од интерес кои што се на некој начин вклучени во поддршката на ученикот, дали таа е во училиште или е надвор од училиштето. И секако малите промени создаваат големи разлики. За сите овие претходно кажани пристапи, методи, техники, универзалниот дизајн на учење, структуираната поддршка, креирање на визуелни распореди, не се тоа некои големи промени, верувајте. Изискуваат исклучиво време, кое што знам дека го немате, меѓутоа верувајте, еднаш кога ќе ги воспоставите после многу полесна и реализацијата за наставата и секако користење на она што е пристапно и достапно, а тоа се дигиталните алатки секој пат кога ќе можете се со цел да дадете можност за различно представување на она што го научи, можност за различно начин на стекнување на знаење и сето она што значи секако обезбедување на инклузивно, меѓутоа и праведна, односно поддршка соодветна на учениците со попреченост. Слободно, кој има некакво прашање, дискусија или би сакал да сподели некакво искуство, слободно може да сподели. Имаме некои 10 минути. Во ред, доколку нема заинтересирани да споделат, јас ќе ве замолам, се исклучи шерскринот, само секунда. Пред вас го имате QR кодот за евалуација, се надевам дека ќе ви биде од корист ова што конкретно нели го слушнавте денес. Доколку имате некаква потреба дополнително, може да не контактирате, да добиете повеќе информации. Само ве молам да го пополните краткиот формулар за евалуација на овој вебинар. Нас многу ќе не значи. Овде ја имате и веб страната на нашиот проект, тоа е securerproject.eu. Сите вебинари од серијалот кој што претходно ги спомнав и се дел од активностите на овој проект ќе бидат достапни на YouTube каналот на проектот Securer и на веб страната на проектот Securer. Таму ќе може да ја најдете, ќе го најдете и практичниот хаб или центарот во кој што ќе ги има систематизирано сите алатки и добри практики во поглед на користење на дигиталната технологија во инклузивното образование.